Денеска православната црква ги празнува светите маченици Тимотеј и Мавра и преподобниот Теодосиј Киево-Печерски. Светите маченици Тимотеј и Мавра. Чудна е судбината на овие прекрасни маченици, младоженец и невеста. На 20 дена по нивното венчавање биле изведени на суд поради христијанската вера пред тиваитскиот намесник Аријан, во времето на царот Диоклецијан. Тимотеј бил чтец на црквата во своето место. Кој си ти? Го прашал намесникот. Тимотеј му одговорил: христијанин сум и чтец на црквата Божја. Намесникот му рекол: зарем не ги гледаш околу себе приготвените орудија за мачење? Тимотеј му одговорил: и ти не ги гледаш ангелите Божји што ме крепат. Тогаш намесникот наредил со железна шипка ушите да му ги прободат. Од големата болка очните зеници му искокнале. Потоа стрмоглав го обесиле и му ставиле дрво во устата. Мавра најпрво била уплашена од маките, но кога мажот ја охрабрил и таа ја исповедала својата непоколеблива вера пред намесникот. Овој наредил прво сета коса да ја искубат, а потоа и прстите на раката и ги исекле. По многуте други маки, на кои набрго ќе им подлегнеле, да не ги крепеше благодата Божја, обајцата биле распнати на крст, свртени еден кон друг. И така висејки на крстот останале живи полни 9 дена, советувајки се и храбрејки се еден со друг во трпението. 10-тиот ден му го предале својот дух на Господа, за кого претрпеле крсна смрт и така се удостоиле за Царството Небесно. Чесно пострадале за Христа во 286 година. Спаси
spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi Преподобниот Теодосий Киево-Печерски. Од најраната младост ја избегнувал смејата и веселието и се предавал на богомислие и на молитва. Поради тоа често бил тепан од мајката, а особено уште кога мајка му го видела железниот појас околу голото тело, од што кошулата му била крвава. Прочитувајќи ги еднаш во Евангелието зборовите на Спасителот: "Кој милува татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене." Тој го напуштил родителскиот дом и побегнал во Киевската пештера кај преподобниот Антоний. Овој го примил и наскоро го замонашил. Кога мајка му го пронашла и почнала да го вика да се врати дома, тој ја посоветувал мајка си и таа да се замонаши во еден женски манастир. Со својот подвиг, кроткоста и добротата, Теодосий набрзо ги надминал сите монаси и му станал мошнемил на Антоний, кој го поставил за игумен на манастирот. За неговото време братството во манастирот многу се умножило. Цркви и келии се иззидале и се вовел во потполност студискиот устав. Бог го надарил Теодосија со голема благодат поради неговата девствена чистота, преголемиот молитвен труд и љубовта кон ближниот. Та овој Божји човек имал голема моќ над нечистите духови, исцелувал болести и продзирал во човечките судбини. Со светиот Антоний, Теодосий се смета за основател и уредувач на монаштвото во Русија. Се упокоил мирно во 1074 година. Неговите целебни мошти почиваат покрај моштите на светиот Антоний. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженују и пренепорочну и мать
Te